После ова што го гледаме денес, јасна е прво спрегата помеѓу Бојан Јовановски и Катица Јанева, каде што директно слушаме разговори помеѓу нив, значи не се раскажува, туку ги слушаме разговорите. Понатака, јасно е дека имало следна активности кои што кореспондираат со она што го слушаме и јасно е дека е исплатено мито кое што сите го видовме предвадено. Она што утрово го дознавме е дека тоа што ВМРО-ДПМН го зборуваше целиот изминат период е вистина, а тоа е дека за се бил информиран Зоран Заев и, како што напишав и јас во една колумна некаде кога изби скандалот, тој бил капот и тути капи на целата оваа операција, односно бил детално информиран за сите активности, каде што има вмешани, односно рекетирани многу повеќе бизнисмени од овој еден кој што го гледаме во моментот. Сумите се вртоглави и надминуваат некаде 20 милиони евра. Има две работи што мора да се случат. Првата е темелна и целовита истрага, за која што, да бидеме искрени, мислиме дека овој обвинител и ова обвинителство немаат капацитет, затоа што е очигледно дека се обидуваат да помогнат. Среде истрага заминаа на одмор, дозволуваат да се форматираат телефони и компјутери како би се уништиле докази и како не би имало трага. Значи мора да имаме една темелна и независна истрага од страна на непристрасен обвинител, кој што ќе ги повика на одговорност сите кои што се спомнати во овие разговори, од Зоран Заев надолу цела мрежа на СДСМ и они кои што му помагале, затоа што тој е на врвот на пирамидата, на врвот на криминалниот октопод. И втората работа е политичка одговорност. Очекуваме оставка од страна на владата и организирање на брзи предвремени избори, затоа што единствениот начин да се решат овие ситуации е се преку избори, затоа што се додека оние кои што се инволвирани во криминал и корупција ги има највисоките позиции во државата, природно е да остваруваат влијание врз судството и врз обвинителството, затоа што тоа е нивниот начин на размислување